и пописот, еви ова двојазичните униформи, и претходно што ги спомнавме, и бугарски договор, и Преспански договор, а претходно и Охридски договор, сите тие се дел од постепеното губење на сувереноста и државноста на Република Македонија. Ние малку не 70% од државноста веќе имаме изгубено. И сега, накратко, за пописот имам многу зборено. Во ситуација која имавме ние да може луѓе да се попишуваат со матичен број или да се даваат лични информации, што е спротивно на сите меѓународни конвенции, за трето лице, значи можеше татко да попишува син и да кажува негова националност и да му дава лични информации. Во таква ситуација ние фактички немавме попис, да бидеме значи на чисто. Се што бараше ДУИ на претходниот попис, што беше нелегално по сите правила и прописи, сега фактички тука беше дел од законот. Потоа имавме на државна сметка и Груби, и Османи, и Бектеши, и странски државници Курти и Рама лобираа за луѓе да се попишуваат. Значи ние имавме тотално, значи и на државна наша сметка лобирање за попишување само на една етничка заедница. Значи сето тоа го делегитимира процесот и ја ќе кажем една поексклузивна информација што не видов никаде. Ова беше многу интересно, го отвори вчера, мислам дека и Милески кога зборуваше, рече дека на него му е чудно, нели е пописот електронски, така, и кога електронски ги внесуваш податоците, податоците се комбинирано, не е чисто веќе внесени, што значи они може уште првиот ден да излезат со барем првични податоци. Нели, кога се на хартија додека да ги внесеш дигитално. Податоци што не треба да се вкрстат со базите на податоци, да се проверат, тоа не е автоматски. Има други држави во Унија што имаат пописи електронски, тоа е така. Послушайте ме малку. Ако вие имате попис како што треба, со одговорени сите 50 прашања, нема вие што да вкрстувате од бази. Вие веќе ги имате податоците. Поентата е дека они 6 месеци дали се точни тие податоци што ви ги дале? Може ли да се докаже? Да, слободно. Они има експерт од Словенија, тоа се нашите информации, кој што последните 5 до 6 месеци од кога заврши пописот, внесуваше луѓе од базата од МВР кои што не беа кои што има бойкотирано, некаде околу 75 до 80.000 лица. Значи ние само со 5-10.000 лица имаме нелегитимен попис, така да овој попис е апсолутно нелегитимен. И пак ќе кажам, затоа што Еви Апостол нели излезе и тврди дека ќе бил непријател број 1 и така натаму, со тој врзан потпис што го има со директорот на ДУИ, значи кој знае како ќе какви ќе бидат резултатите. Ние стравуваме дека ќе има вештачко поместување на етничките граници за поголема моќ на албанските партии, конкретно на ДУИ, и еве Апостол Симонски како неодговорен, ние неколку пати кажаме, значи ние ќе дојдеме по тие луѓе кои што учествуваат, значи у растурање на државноста на Република Македонија. Значи ние ова не го простуваме. Апсолутно.